Најголем број пријави за кршење на работничките права во источниот регион за изминатите 2,5 години се регистрирани во Штип и во Кочани, а најмалку во Виница и Берово. Такви се податоците од заедничкото истражување на невладините здруженија ИНИ од Виница и Надеж од Македонска Каменица. Истражувањето се спроведуваше во изминатите 5 месеци во 11 општини од регионот во рамки на проектот Граѓаните се вистинскиот инспектор. Според податоците, за периодот од почетокот на 2017 до средината на 2019 до Државниот инспекторат за труд во Штип биле поднесени 653, а во Кочани 278 преставки. За нив донесени се 316, односно 479 решенија и само 6 прекршучни пријави. Го мониториравме постапувањето на трудовиот инспекторат во сите општини во источниот плански регион. Највеќе прекршувања на работничките права имаме во Штип, во Делчево, кај што спаѓа и Македонска Каменица, Проби Штип, исто така и Кочани. Виница, од другата страна, Виница и Берово се малку помалку засегнати. Многу помалку има поплаки и кон трудовиот инспекторат, многу помалку преставки и кон Хелсиншки комитет. Податоците од Хелсиншкиот комитет за утврдени прекршувања и дадена бесплатна правна помош покажуваат драстично повисоки бројки. Односно, во Штип имало 4158 пријави, во Проби Штип 1618, а во Кочани преставки поднеле 1460 работници. Истражувањето покажа дека граѓаните сепак имаат поголема доверба кон граѓанските организации отколку кон институциите. Од тука можевме да заклучиме и да донесеме конкретни предлози кои што треба да ја унапредат од една страна бизнис климата, од друга страна треба да ја унапредат работењето на самите институции, односно на трудовиот инспекторат. Нашите конкретни предлози се следните: да се формираат синдикални организации во сите поголеми економски субјекти. Трудовиот инспекторат видно да ги обележи местата кај што се наоѓаат и начинот на кој комуницираат. Потребно е да има активни телефонски линии на кои можат граѓаните да се јавуваат, односно работниците да пријавуваат прекршување на работнички права. Потребно е да се дефинираат што е тоа рурални средини и да се предвидат дополнителни субвенции за бизнис секторот за да може да пружи подобри бизнис услови за самите работници. Потребно е и работниците да се едуцираат за своите работнички права. Според Биковски, неопходно е да се формираат социјално-економски совети преку кои ќе се следи бизнис климата, нелојалната конкуренција и условите за подобри работнички права. Добиените податоци од истражувањето се доставени до државните органи и дел од сугестиите се прифатени, односно предвидени се дополнителни средства за руралните средини, а има влијание и во подготовката на новиот закон за работни односи. Проектот Граѓаните се вистинскиот инспектор се реализираше во соработка со фондацијата Метаморфозис, а со финансиска поддршка од фондовите на Европската Унија.